Христос воскресна, нека ни е за многу години денот. Ја користам оваа прилика на сите православни христијани да им го честитам еден од најголемите христијански празници, Великден, да им посакам пред се здравје, среќа, спокој, мир во душите, затоа што само така ќе можеме да ги постигнеме целите кои што ги имаме зацртано. Ја користам исто така оваа прилика на сите граѓани во Македонија без разлика на нивната вероисповест, христијани, муслимани, атеисти, останати, исто така да им посакам мир, здравје, спокој во душите, правдата да ја победи неправдата, доброто да го победи злото, затоа што ова се денови кога сите ние празнуваме со една голема среќа во нашите тела и таа среќа треба да ја пренесеме на сите наши сограѓани без разлика на нивната вероисповест. Затоа што едни и други треба да се сакаме и почитуваме без разлика на нашите различности, затоа што пред и над се сите ние сме луѓе и само почитувањето и меѓусебната поддршка може да не води напред, но и да ја води напред нашата земјичка татковина Македонија. Уште еднашка нека ни е честит Великден и Христос воскрес. Ви благодарам. Може едно прашање на темата. Како ја коментирате изјавата на Кирил Петков за евентуално можно откривање на ветото и умештување на бугарите во македонскиот? Ако прецизно ја читате таа изјава од Кирил Петков, ќе видите дека тоа што тој го зборуваме веќе ние како ВМРО-ДПМН и јас лично месеци наназад, а тоа е дека нашите билатерални проблеми и сите оние барања што ги има официјална Софија ќе влезат во преговарачката рамка. Што значи дека или ќе се асимилираме, односно ќе се бугаризираме и како такви ќе влеземе во Европската унија, или нема за нас Европска унија и покрај тоа што ќе се случи таа прва меѓувладина конференција. Но јас сум убеден дека земјите членки на Европската унија тоа нема да го дозволат, бидејќи многу пати во минатото истите тие земји членки кажаа дека билатералните проблеми се само билатерални проблеми и тие никако не можат да бидат мултилатерални, односно проблеми на земјите членки на Европската унија со земјите кои што се аспиранти, односно кандидати. Така што ако тоа се случи, ако го стави подпис оваа влада на тој документ, треба народот во Македонија, граѓаните да знаат да, можеби ќе се случи таа прва меѓувладина конференција, но никогаш преговорите нема да почнат се додека ние не прифатиме да се асимилираме и како бугари да влеземе во рамките на Европската унија и да го прифатиме сето она кое што е содржано во резолуцијата на бугарскиот парламент од ноември 2019 година. Дали е можен договорен со СОНКИ, наставниците, поточно и владата? Дали учениците конечно ќе може да се вратат во клубите, ваш коментар? Јас апелирам да се постигне договор час поскориот вторник сите ученици да се вратат онаму каде што им е местото во клупите. Владата треба да ги прифати барањата на СОНК, а не со нивниот омилен синдикалец кој што напати во минатото се покажа како верен послушник на политиките, најпрви на Зоран Заев, а сега и на Ковачевски да прави некакви си квази договори. Апелирам до разум, до Ковачевски и до останатите да намалат со крадењата и трошењата и да ги задоволат барањата на СОНК и на наставниците и на вработените во градинките, а учениците да се вратат од вторник онаму каде што им е местото, тоа е во клубите. Ви благодарам.